Добар ден на сите, ви благодарам за присуството. Согласно член 39 од Законот за локална самоуправа на Република Македонија, јас викувам 16-тата седница на Советот на општина Могила, што ќе се одржи денес на ден 23.8.2022 година. Констатирам дека присутни се сите 11 членови и Советот го има потребното мнозинство полноважно да одлучува. Пред да преминеме на дневниот ред, најпрво го ставам на усвојување записникот од 14-тата седница на Советот на општина Могила, одржана на ден 27.6.2022 година, и усвојување на записникот од последната 15-та вонредна седница на Советот на општина Могила, одржана на ден 4.7.2022 година. Записниците ги ставам на усвојување. Дали некој има забелешки за истите? Доколку никој нема забелешки, кој е за? Записниците едногласно се усвоени. Го предлагам следниот дневен ред. Точка 1. Предлог одлука за усвојување на квартален извештај за извршување на буџетот на општина Могила за извештајниот период за квартал од 1.1.2022 до 30.6.2022 година. Точка 2. Предлог одлука за усвојување на измените и дополнувањата на буџетот на општина Могила за 2022 година. Точка 3. Предлог одлука за усвојување на годишен план за вработување на општина Могила за 2023 година. Точка 4. Предлог одлука за усвојување на годишен план за вработување на ЈКП Пела Хигиена општина Могила за 2023 година. Точка 5. Предлог одлука за усвојување на измена и дополнение на годишен план за вработување на основно училиште Кочо Рацин, село Ивањевци. Точка 6. Предлог одлука за усвојување годишна програма за работа на основно училиште Гоце Делчев, село Могила за учебната 2022-2023 година. Точка 7. Предлог одлука за усвојување годишна програма за работа на основно училиште Кочо Рацин, село Ивањевци за учебната 2022-2023 година. Точка 8. Предлог одлука за усвојување годишна програма за работа на основно училиште Браќа Миладиновци, село Добрушево за учебната 2021-2022 година. Предлог одлука за усвојување на годишниот извештај за работа на основно училиште Кочо Рацин, село Ивањевци за учебната 2021-2022 година. Точка 11. Предлог одлука за усвојување на годишниот извештај за работа на основно училиште Браќа Миладиновци, село Добрушево за учебната 2021-2022 година. Точка 12. Предлог одлука за усвојување на измена и дополнение на годишниот план за јавни набавки за 2022 година на општина Могила. Точка 13. Предлог одлука за намера за реализација на проект со заем од проектот за енергетска ефикасност во јавниот сектор и овластување за подпишување на иницијален договор. Точка 14. Предлог одлука за измена и дополнување на програмата број 08835/16 од 10.12.2022 година за изработка на урбанистички планови на територијата на општина Могила за 2022 година. Точка 15. Предлог одлука за доделување на финансиски средства и подарок училишен прибор на секое дете запишано во прво одделение во учебната 2022 година и во трите централни и 12 подрачни училишта во општина Могила. На овие точки предлагам да се дополни дневниот ред со следните точки. Точка 16. Предлог одлука за одбележување на празникот на општината 12 септември 2022 година. Точка 17. Предлог одлука за измена и дополнување на програмата од 10.12.2022 година за уредување на градежно земјиште на подрачјето на општина Могила. Точка 18. Предлог одлука за усвојување на годишен план за вработување на ЈКП Пела Линк Битола за 2023 година и точка 19. Разгледување на барањата. Дали некој бара дополнување или измена на вака предложениот дневен ред? Повелете. Јас сакам да додам едно барање, значи од жителите на Црничани, тоа барање да не биде во барање, туку во точка, бидејќи таму се работи за озбилна работа, нема вода. Ние интервениравме тука со 8.000 денари, но таму не е ништо ни залепено и да се залепи, тоа треба се има бушотина, значи ќе ви кажат тие тука тоа да биде еднаш да осредиме со нив.
Така, да, Да, во барање. ред, тоа ќе биде И- разгледано, веќе е запишано во барањата што се, А тоа значи каква ќе биде точка? разгледано и И ќе биде советнички консултирано. прашања. Во ред. Најпрво предложениот ред од мене го ставам на гласање. Кој е за вака предложениот дневен ред? Со 11 гласа за, дневниот ред е усвоен. Уште пред да преминеме давам предлог од точка број 5 до точка 11 да ги ставиме први, за да ги ослободиме директорите на основните училишта да можат непречено да се извршуваат работата таму, па потоа ќе продолжиме со другите точки. Кој е за предлогот? Со 11 гласа за е усвоен. Предлог 5. Одлука за усвојување на измена и дополнение на годишен план за вработување на основно училиште Кочо Рацин, село Ивањевци и одлуките за предлог одлуките за усвојување на годишниот извештај за работа и програмата за работа, нека повели директорот накратко да ги образлаши. Добар ден на сите. Основно училиште Кочо Рацин Ивањевци, ВД директор Никол Чецинуски, почитуван градоначалник, почитуван председател на совет, почитувани советници. Денес, како што знаете, тука сме ние директорите повикани да ги образложиме годишната програма за работа на основните училишта и годишниот извештај за работа на основното училиште Кочо Рацин Ивањевци, јас тука во својство на ВД директор. Како што знаете, годишните програми на секој училиште се темелат на законските одредби кои што се предвидени во Законот за основно образование. Така да мислам дека во електронска форма сите ја имате добиено годишната програма за работа и годишниот извештај за работа на основното училиште. Во кратки црти ќе се обидам да ви презентирам. Доколку имате прашања дополнително, слободно стојам тука на располагање да ми поставите. Како што ви кажав, овој документ се темели на законските одредби кои што се предвидени и во него се предвидени следните работи. Општи податоци на почетокот ги има за основните училишта, понатаму имаме податоци за условите за работа на основните училишта, податоци за вработените во училиштата и материјално-финансиско работење на основните училишта, која е мисија и визија, програми и организација за работа на основното училиште, во наставни активности, ученичко организирање и учество во наставни активности, унапредување на мултикултуризмот, проекти што се реализираат во основното училиште, поддршка на ученици, оценување, понатаму ги имаме безбедноста во самите училишта, грижа и здравје за учениците, училишна клима, професионален и кариерен развој на воспитно-образовниот кадар, соработка на основното училиште со родителите, односно старателите, вклученост на родителите, старателите во самата работа на училиштето, едукација на родители, комуникација со јавноста и промоција на основните училишта, евалуација имаме на годишната програма и на крај таму ги имаме во самиот документ комисии кои што се за изработка на самата програма. Во самиот документ, значи слободно можете да ги разгледате и доколку имате некои дополнителни прашања, слободно уште еднаш ќе ви кажам, може да ми поставите. Ви благодарам. Повелете. Колку првачиња ќе се запишуваат во училиштето во Ивањевци? Мислам во вашето училиште. Во основното училиште Кочо Рацин Ивањевци, на ниво на самото училиште имаме 11 првачиња кои што ќе се запишуваат оваа учебна година. Имаме намален тренд, морам на жал да кажам. Минатата година во годишниот извештај го завршуваме со 163 вкупни ученици. Ова учебна година ќе имаме 151 или 2, има најава уште едно. Повратници се од странство кои што можно е да го запишете.
И уште ме интересира колкав е долгот, ако има долг, значи на училиштето. Има долг, вкупниот долг на училиштето сега моментално е 855.000 денари. Значи, до сега, еве, 2 месеци сум веќе веде директор на самото училиште, исплатени се и од долгот и од тековните трошоци кои што се од прилика 220.000 денари. Повелете други доколку имате прашања. Дали некој друг има прашања? Доколку нема прашања, ви благодарам. Благодарам и јас. Точка број 5, предлог одлука за усвојување на измена и дополнение на годишен план за вработување на основно училиште Кочо Рацин, село Ивањевци. Ја ставам на гласање, кој е за? Предлог одлуката е усвоена едногласно. Точка број 6, предлог одлука за усвојување годишна програма за работа на основно училиште Гоце Делчев, село Могила за учебната 2022-2023 година. Повелете, директорке. Можам да го прочитам просекот. 4,26 просек на ниво на училиште. Тоа би имала што да кажам за програмата и за извештајот. Ако имате прашања, повелете. Благодариме. Дали некој има прашања? Исто ме интересира долгот на училиштата по Могилко кафе. 300.000 во овој момент. Дали некој друг бара збор? Доколку никој не бара, ви благодариме. Точка 6, предлог одлуката, ја ставам на гласање, кој е за? Предлог одлуката е усвоена едногласно. Точка 7, предлог одлука за усвојување годишна програма за работа на основно училиште Кочо Рацин, село Ивањевци за учебната 2022-2023 година, бидејќи директорот даде образложување за сите три одлуки, може веднаш да ја ставам на гласање, кој е за? Точка број 7 е усвоена едногласно. Точка 8, предлог одлука за усвојување годишна програма за работа на основно училиште Браќа Миладиновци, село Добрушево за учебната 2022-2023. Повелете, директор.
Добар ден на сите, јас сум Цветанка Петревска, ВД директор на училиштето во Добрушево, од скоро месец и нешто. Да се надоврзам на колегите за годишната програма, таа е лична карта на секое училиште и не само што треба да се изработи според преамбулата и основните карактеристики и содржина, представува индивидуална лична карта со содржините активностите од воспитно-образовниот процес. За разлика од другите училишта, во нашето училиште настава вкупно ова година ќе следат 198 ученици, од кои што 148 од македонска националност и 50 ученици од турската националност. Во склоп на Централното училиште има 4 подрачни училишта во Дедебалци, Мусинци, Нушпал, Трап и Будаково. Вкупно работа 21 паралелка, од кои што само 3 паралелки изведуваат настава на турски јазик и то во подрачното училиште во Будаково. Во однос на годишниот извештај од минатата година, значи за работата на ова учебна година што измина, исто така и во нашето училиште, во однос на трите изминати учебни години уназад, за последната година просекот на учениците е најголем. Изнесува 4,13 за македонски јазик и 3,81 за децата од турска настава. Споредбено тоа значи дека сите ученици успехот го подобрија откако се вратија со физичко присуство на настава. Малце беше проблематично онлайн учењето, меѓутоа сите училишта одлично се справија со тоа и се надминаа тие проблеми. Се надеваме дека ова учебна година сите ќе бидеме со физичко присуство. Исто така да се надоврзам на колешката Лиле, и во нашите училишта загревањето е комбинирано, сите извори на енергија ги имаме и од клима уреди и на дрва е во Мусинци, Трап, Будаково, на пелети е во Добрушево и во Ношпал, да, новото училиште, а Дедебалци е на клими. Се надеваме дека ќе излезиме во сусрет на предизвиците кои што ќе ги донесе зимата со оглед на блокираната сметка на нашето училиште. Сигурна сум ќе ме прашате. Да, сметката на училиштето е блокирана. Знаете и вие, предходниот директор имаше образложување тука. Со помош на општината функционираме, покривајќи ги нашите основни потреби со одлуката што ја донесовте. Се надеваме дека во најскоро време ќе се одблокира сметката, затоа што верувајте, се додека ни е блокирана сметката, не можеме да си ги реализираме тековните проекти кои што можеме да ги добиеме, а бидејќи е блокирана не можеме да ги искористиме парите, како на пример МИО проекти. Значи сме едни од училиштата во Македонија кои што најредовно учествуваме на тие проекти што ги доделува Министерство за образование, и за разлика од нас училиштето во Могила може да ги искористи тие пари, ние не можеме, бидејќи сметката ни е блокирана. Исто така сакам да се пофалам, така речено, со воннаставните активности во нашето училиште. Реализираме неколку Еразмус проекти, кои што се од голема корист не само за мотивираноста за учениците, туку и за материјално-финансиското работење и за нови искуства кои што се стекнуваат од други држави, кои што одат нашите ученици на размена, на посета и наставници. А ќе продолжиме и понатаму. И уште една, значи, сакам да ви потенцирам позитивна работа која што ја добивме е акредитацијата од Еразмус програмата. Тоа значи професионален развој на наставниот кадар во период од 5 години до 2025 година, кога наставници од нашето училиште ќе одат еднаш во годината на странство на обуки во странство, за да се усовршуваат и знаењата кои што ќе ги стекнат да ги применат во нашето училиште, што е за голема пофалба, бидејќи сме едно од училиштата на ниво на цела држава. Ако имате некој прашање, слободно повелете. Само не го слушнав долгот, знам дека блокирана сметка долгот. Со оглед на тоа што врските поранешната директорка ги пријавувала во тој електронскиот систем СПО, книговодителката ја побара вкупен извештај, меѓутоа не можеше точно да ми дај, значи јас ги имам тековни, тие што се за ЕВН, за Центар за јавно здравје, за весници, за списанија, значи скоро 1.600.000. Така, ние сме во да, плюс долгот што ни го отплаќа општината. И уште колку првачиња? Првачиња имаме 17 оваа година. Значи, очигледно е дека бројот ни опаѓа на ниво на општина и затоа треба да се потрудиме да бидеме рационални во работењето. Дали некој друг бара збор? Благодарам.
Точка број 8. Предлог одлука за усвојување годишна програма за работа на Основно училиште Браќа Миладиновци, село Добрушево. Ја ставам на гласање. Кој е за? Одлуката е усвоена едногласно. Точка број 9. Предлог одлука за усвојување на годишниот извештај за работа на Основно училиште Гоце Делчев, село Могила за учебната 2021-2022 година. Ја ставам на гласање. Кој е за? Предлог одлуката е усвоена едногласно. И точка 11. Предлог одлука за усвојување на годишниот извештај за работа на Основно училиште Браќа Миладиновци, село Добрушево за учебната 2021-2022 година. Ја ставам на гласање. Кој е за? Предлог одлуката е усвоена едногласно. Сега можеме да ги ослободиме директорите. Ви благодариме. Да, Сакам да земам збор. поверете. Значи, во врска со долговите на училиштата, овие 8-9 месеци ги исплаќаме ние целосно, значи буквално на сите три училишта, сите трошоци режиски ги покрива општината. Моменталниот вкупен долг е околу 2.800.000, а претходно 9 месеци исплаќаме долгови. Со поскапувањето на струјата и нафтата, значи дополнително ќе се влоши ситуацијата во наредниот период, значи дупло ќе му требаат средства од претходната година што му требале. Значи буквално значи нафтата беше 60, стигна до 120, сега 90 денари. Со струјата е 5 пати поскапа од претходно, така да борбата за одблокирање или неблокирање некои од училиштата е тешка. Еве сега имате нотарски договори со претходни борџови од пред 2 години, со Пуцко Петрол, со Димбо за палети и слично. Че буквално 2-3 години се сервисирале ни основните режиски трошоци и покрај исплаќањата 9 месеци што ги имаме и баш ќе направиме едно резиме колку имаме исплатено, моментално 2.800.000 борчат трите училишта. Тоа сакав да се осврнам. Благодарам за директорите и директорките. Ви посакуваме успешна учебна година. Благодариме за присуството. Една минута пауза и продолжуваме.